Добре дојдовте, господине. Добре дојдовте. Благодарам. Извинете, благодарам. Ви благодарам. Господин Ахмед? Да? Се слушнавме по телефон. Јас сум Музафер. Мило ми е. Треба да ви се заблагодарам. Навистина ми извлековте една многу тешка задача. Утре мора да бидам во Лондон. Деновиве не можев да најдам авионски билет. Нема зашто. Сиви ми е многу стара пријателка. Иако немаме исто политичко гледиште. Се надевам не ве стави во лоша состојба. Аман, господине, не велите така. Искрено имавме потреба од човек како вас. Важен е состанокот во Лондон. Навистина така е. Се радавам дека резултатот сите ќе не задоволи. Дај Боже. Мора да ве однесам до нашиот главен премиер. Многу е пипав за вакви работи. Сака да знае со кој патува. Нема да кажам дека сте син на Шевкет Гулсум. Вие сте нови во работата. Тоа целосно треба да го заборавиме. Последната колумна многу го налути. Машала, остар молив има. Да, така е. Наеднаш се почувствував како агент. Не велете така. Јас само не би сакал без потреба да имаме проблеми. Не ме сваќајте погрешно. Не. Тогаш договорено. Договорено. Полн авион со демократи и нашиот син. Многу сум загрижен, да знаеш. Зошто? Како зошто? Може да излезе некаков проблем. Знаеш, кога ќе се разгори нашиот син, не знае да си ја држи буцката затворена. Ама ќе мора. Ќе седи мирен се додека не стигне во Лондон. Дај Боже. Зар има друг избор, Шевкет? Зар мораше да оди на свадба? На свадбата ки братучетка му? Секако дека мораше. Тие твои правила. Каква врска има тоа со моите правила? Тие заедно израсна. Ова беше нејзиниот најсреќен ден. Не знам, Селма. Детето ја остави работата и дојде тука. Едва му најдовме билет за враќање. Да не беше Севи. Тато, види ги пуштаат скалите. Ги тргаме скалите. Добро. Опозицијата има несоодветен став во врска со спорот со Кипар. Токму затоа состанокот во Лондон е многу важен. Кипарските турци едва чекаат да стигнеме. Премиере, да ве запознам со господин Ахмед. Само што дипломираше на правниот факултет во Лозано. Има работен состанок на правниот факултет во Лондон. Тој ќе ве дружи. Така ли? Честитки. Благодарам. Млад господин, имате дипломирано на прекрасен факултет. Благодарам, почитуван премиера. Знаете, и јас сум дипломиран правник. Да, знам, господине. Така е, млад господине, знаете. Но тогаш имаше потешки услови. Дали има некој друг правник во вашето семејство? Почитуван премиер, Во семејството... семејството има голем број на правници, господине. Нема да сгрешиме кога кажеме дека правото им е семеен бизнес. Не ми се верува. Чичко Риза? Прекрасна случајност. Навистина така е. Како си, Ахмет? Благодарам, добро сум. Вие? Па така. Одамна те немам видено. Вистина. У Истанбул само неколку пати бев цела зима. А одамна не сум бил на островот. Имаме соседни куќи со семејството на Ахмет на островот. Така ли? Да, така е. Го паметам уште од мал. Како е татко ти? Добро. Како што знаете. Татко му ми е пријател од детството. Прекрасно. Почитувани патници, авионот сега ќе полета. Молам седнете на своето место и заврзете ги појасните. Извинете ме, ќе одам да седнам. Среќен ви пат. Благодарам. И тебе нека ти е среќен. Се гледаме, Чичко Риза. Се гледаме во Лондон, биди на виделина. Добро. Среќен пат, почитуван премиер. И на вам, господин Риза. Благодарам.
Зевим, јави му се утре на Ахмет, нека не ги донесе новите вести од главните. Не е можно тоа, не радувај се за џабе. Мојот внук не е новинар. Не вели така. Ова е голема шанса. Кој знае што се зборува во тој авион? Да. Не бива да го изневериме, Музафер, човекот ризикуваше заради нас. Види ја ти неа. Види ја што мисли. Што е со нашата ажурна новинарка? А твојата ажурна новинарка нема потреба од такви работи. Лично сама ги прибра информациите. Ете си гледаш. Не се радува ни на комплименти. Периодов е напната малку. Епа, јас и Ахмет ќе си имаме посебна сеанса. Тоа ќе биде наша деловна тајна. Јас директно дома ќе си одам. Дојди барем на 5 минути. Мајка ми сигурно сервирала чај, направила колач од грозје и ореви, или пак полно со какао или чоколадо. Добро. Јас не знам на кого му зборувам, зар ке може да му одолееме на колачот? Доста. Ишик. Молчи веќе. Што да правам? Не ќе можам да стигнам. Ама цел час зборува. Момент, мајка ми дојде. Вилицата ќе ти се откачи веќе. Морам да исклучам до гледање. Добро дојдовте, деца. Ете исклучи. Сум си ја заборавила тетрадката во школа, мамо. А што ако се заборавеше себе си? Не мешај се, дадо. Пресоблечете се и влезете, ајде. Ти кажав дека очекувам повик од таткот, ја ти зборуваш по Нема телефон. да те побара сега, не грижи се. Авионот слетал пред 1 час и Дефна била таму. Каква врска има тоа? И Бато Ахмет бил во истиот авион. Дефне ми кажа. Како се качил во тој авион? Не знам. Со истата екипа ќе се вратил? Кој? Ахмет. Од каде да знам? Не верувам дека ќе се врати, тој во Лондон работи. Пред некој ден ја видов Селма, таа ми кажа. Татко ми Ахмет се во истиот авион? Не знам зашто толку долго студира човекот, аман веќе. Кој знае дали зборувале? Сигурно зборувале, сигурно Ахмет го прашал Чичко Риза како е неговата убава керка. Многу ми недостига, навистина ми недостига. Кога ќе се сетам на незиниот мирис, умирам од мака, сигурно би рекол. Срам да ти е, Лале. Зар со мене се шегуваш? Што ќе правиме со тебе? Не знам. Но само едно знам. Кога тогаш Ахмет ќе дојде тука? Да, нека дојди, нека се случи се што треба. Во спротивно оваа безнадежна љубов ќе те уништи. Почитувани патници, авионот за кратко ќе слета на пистата. Ве молам, заврзете ги појасите. Почитувани патници, поради зголемена магла, дознавме дека пистата Викторија е затворена. Принудно ќе мора да слетаме на друга писта. Голема штета. На колкава далечина е Лондон од другата писта? 40 километри, господине. Не грижете се, пилотот си ја знае работата. Што се случува? тука? Што се случува? Нешто не е во ред. Што се случува? тука? Што е Аман работа? господе. Што не е во ред? Паѓаме. Аман Луѓе, што се случува? Што се случува? Господи Боже! Што се случува? Господи, помогни ми. Изгубивме контакт со радарот. Изгубивме контакт со радарот. Немаме контакт. Немаме контакт. Што е ова?